сметам дека не знам, парите не треба да ме демотивираат, туку напротив, уште повеќе да ми дадат мотив. Ако до сега јас пливав за парите, немаше никаде да стигнам. Ова напротив уште повеќе ме мотивираше. Сега на надпреварот кој имаме овој викенд да испливам добро, да покажам најдобри резултати, да се покажам во своето најдобро светло. Мија е навистина талентирана пливачка. Ако плива се сретнува, да не кажам, ќе бидам нескромен, на секој 15 до 20 години. Така да талентот е огромен, но тек сега почнува напорната работа за поголеми успеси. Јас почнав во пливачките води најпрво за да научам да пливам, за на одмор кога ќе одам да знам да пливам, па потоа кога почнав малце посериозно, имам повеќе идоли, еден од нив е Майкл Фелпс, кој ми е од најрана возраст и се уште ми е. Имаме соборено преку 50 национални рекорди во сите возрастни категории, од најмалата, значи од пионерска, кадетска, младинска, па се до последните 2 години во сениорска во апсолутна категорија. Лично јас за време на короната психички паднав, се демотивирав, бидејќи бев затворена многу долго време дома. Потоа кога се отворија базените, сите мои сопливачи почна со тренинзи, но јас бев дома, бидејќи фатив корона. Бев во изолација 50 дена, што беше доста тешко за мене. Потоа кога се вратив, изгубив мотивација, мислев дека нема повторно да се вратам како што бев во форма порано, но тренерот беше тука да ме поддржи, да ме мотивира и со интензивни тренинзи повторно да се вратив како што бев. Па за сега јас колку што знам има понудено понуда од Соединетите Американски држави да го продолжи таму нејзиното школување, како и нејзината спортска кариера. Па мислам дека со спортот исто така се гради и карактерот, бидејќи детето си го планира денот, знае што прави, а не е по цел ден дома, например, на телефон или компјутер да игри и да не прави ништо. Туку го искористува своето време квалитетно.